Следно шо ќе биде? Ајде си играме квиз. Шо е следното? Брзо, брзо, брзо. Следното е копија на масакрот во Рибникар, во Белград. Следно чекаме да влезе некој копилј со огнено оружје и да масакрира едно 10 ученици, 23 наставници. За после пак да имаме, нели, каква тема ќе имаме кај нас тоа да се случи. Тоа 3 месеци на Фејсбук ќе трае ќе траат дебатите, препукувањата, кој, зашто, што. Затоа што ние немаме моќ за антиципација. Како народ немаме моќ за антиципација. Да сватиме дека предалеку отиде целата работа. Испуштањето од дома, амбициите болни на родителите, да по цел ден не се дома, децата препуштени сами на себе, а пуни со пари, со айфони, гледање на вакви клипови милиарда по TikTok. Ја дури сум уверен дека некој од нив го снимала клипот, па така дошол и во рацете на органите за прогон. Они се снимаат, ги снимаат своите недела, за да го постира на TikTok, за да, или не знам каде тамо, инста, за лајкови да добие. И навистина нивната зрелост не е за коментар, но треба да се каже во тие години на ран пубертет, па и малце подоцна. Луѓето, младите луѓе се крајно нерационални во донесувањето на одлуките. Они мислат дека носат добри, корисни одлуки. Но во многу случаи, особено кога ќе се случат вакви работи, одлуките што ги носат се, ама не се човечни и не се рационални. Затоа се случува ова. И замислете едни такви, еден или двајца такви алфа женки или мажјаци, водачи на Чопоров, кога со своето однесување ќе запалат уште 10 други следбеници нивни, кои што нив гледаат и дол. Шеф банде, мав шефие. И која по психологија некоја на толпа, ќе видат они удираат некоја безпомошно суштество, дали е дете, дали е маче, дали е куче, и затоа што тоа психологија на толпа, тоа е заразно, ги префаќа сите во околина, особено нивните најверни следбеници, кои што имаат најмала моќ за себе преиспитување, најмала моќ да се спротистави на насилникот у кој што верува, кој му е водач, и он тогаш почна да го прави истото што го гледа од својот идол, шефот на групата, или мав шефие. Сам не сакам да ги објаснам овие работи, познати се. А ние се смееме на кинезине, на севернокореанците, имале ограничен интернет. Сваќате ли зашо ние треба да размислиме да имаме ограничен интернет? За копилјациве. Шо мислите, ова од кај им е собрано, сега ви кажав? Од TikTok им е собрано. Од интернет им е собрано. Затоа што гледаат све и свашто, затоа што немаат ограничен пристап до ништо. Мислите дека девојчиња од 12-13 години кои што гледаат на интернет брутални сексуални актови, не знам, брутални сексуални фетиши, кои што гледаат разни насилства, кои што гледаат луѓе претепани, избодени, пошто све тоа е достапно на интернет. Особено некој кој има пристап до на дарк веб и така натаму и така натаму. Мислите дека така десензибилизирани, оттрпнати на човечка болка, на човечки маки што ги гледаат на TikTok, на ова, на она, мислите дека така оттрпнати им е проблем утре во школа, во сред Скопје, да фатат некој девојче од забава, да го претепаат и да го тераат, да јаде кучешки гомна и да му прават не знам уште што пострашно. Мислите дека им е тоа проблем голем? Не бе,
Они се десензибилизирани на насилство. И кинезите и севернокореанците биле глупи што го ограничувале интернетот. Не бе, меѓу другото е ограничени за вакви работи. Го ја знаат моќта на таа алатка да те расчовечи. Ова што го гледавме, што го видовме во Ѓорче Петров и на клипот во Штип, е типичен пример за тоа. За таа десензибилизација кај младите, за тоа нивно испуштање од раце, за тој амбиент на бруталност, на насилство во кој што растат новите генерации сега што се на прагот на пубертетот или само што влегле у пубертетот. Кој ќе ми текне, кој ќе ми каже во една школа тука, која бев за... Кој идев тамо? Да им објаснам што се случува кога ми кажува, бе, ние фини деца имаме? Па се собрале педагогот, психологот, директорката, класната у тоа време, пред неколку години. Деме ќе ми прават финта, удбашки финти. 4 жени ме притиснале, јас сега под притисок, нема ќе се збунам, нема да имам што да кажам. Ќе заборавам зашто сум дошол. И сите така како и следници ме гледаа. Абе, удбашки методи. 4 жени. Психолог, педагог, директорка класна. Може имаш и 5, не знам. И ја мисля, тука јазик ми се врзе. Ја им кажам што се случува у тоа време. Како брутално се однесуваат. Кон една од моите деца. Чопор. Договорен. Не, вика, ние имаме многу фини деца. Викам, а кај се тоа фини? Викам, за време на час, додека им предавате лекција. А? Сака да ви кажам што се случува кога ќе заврши часот првите секунди, кога ќе искочат од кабинет. Сакате да ви кажам? Сега ќе ви кажам. И им кажав, ама не знаете, па не, па ние ги учиме на други вредности, па нема врска ова, па... Од каде ме собрано ова, а? Од каде? Како тоа ги учите, а не сте ги научиле? А? Знаете, викам, како нас не уча? Сакате да ви кажам нас како не уча? Нас не учеше никој. Кажи му на другарчето дека нема да си играте со него, пошто татко му не успел да му купи точак или компјутер, Commodore 64 или не знам каква друга глупост у тоа време. Нас така никој не научил. А втора работа, знаете у школа како се однесува наставниците? Класната, некое дете, ускинати патики шета, 6 месеци зима, снег у Скопје до појас. Па класната ќе не викне сите на состанок, без да го викне детево, што немаат неговите да му купат. Па ќе ни рече, ајде да собереме пари на дотичниот да му купиме чизми или патики нови. Пона џомите ќе организира надпревар. Овој месец, кој се покаже за најмирен ученик, кој има најмалце неоправдани, кој бил најредовен на часови, ќе добие соодветен подарок на крајот на месецот. И нормално на крајот на месецот ќе го изгласаат победник, ќе биде детето кое што неговите нема да му купат ништо, ама ќе добие подарок нови чизми или нови патики. И никој не му се спрдачел у фаца заради тоа. Неговите можеби сватиле дома дека некој му помогнал со најдобра намера. Ама за нас беше тоа нормално. Така ние бевме воспитувани. Тоа беше образовен систем што создаваше луѓе, не монструми. Овој образовен систем, сакате вие негирајте ме. Сакате вие, кажете ми дека претерувам, дека Сашо Тасевски јаде гомна. Овој образовен систем, заедно со, нормално со ние дома, што ги правеле децата, создаваат монструми. И колку побрзо го сватите тоа, толку ќе се поштедиме утре од некои немили настани што неминовно ќе не посетат.
како ехо на нешто што се случило во земји кои што подалечни и поблиски до нас. Ама ќе дојде. И сите се прават глупави. И сите се прават као да има везе, као све е супер. Знаете колку онакви насилства не се ни пријавени? Воопшто. Знаете што све друго се прави? Знаете со какви работи се соочуваат овие што работат, поима немам, што се инспектори за малолетничка деликвенција, за опој што некои ми се пријатели ги знам, сме правиле муове. Знаете со какви работи се соочуваат? На терен, која ќе ги викна на копилјаци. Па ја да ви кажам сега, да ви раскажам неколку ситуации, па вас ќе ви биде страв да искочите од дома надвор, бе. Не од некој, поима немам, рмпали од 2,5 метра со толкај мускули без врат, кој што може ве чека тамо кај ќошот ондека. Не, таков нема. Не, треба да се плашите од овие сега за кои што зборам. Кои што мисли да, бе, деца копилјаци седат ондека на клупан. Или девојчиња седат на клупан ондека. Абе, девојчиња се кшујува 11-12 години, бе, за кукли прават муаве. На клупи, за шо би правиле муаве, за кукли прават муаве. Ете, мене да ме прашувате, таа судика или тој судија што донел таква пресуда, у случај со физичкиот напад на чопор од девојчиња врз нивната врсничка уштип, треба да биде избркан или избркана од работа с места. А она што е поважно, ја еве сега прашувам отворено директорката на училиштето или училиштата во кои што учат тие девојчиња во Штип, кои што го ја тепаа брутално својата врсничка. Да ја прашам, дали немате морална одговорност? Ја не знам која е директорка или директор на школото, немам појма, таму во Штип. Дали чувствувате барем и малку морална одговорност? Дека овие девојчиња не се веднаш избркани од школа. По брза постапка. Па кај сакаат после нека се запишуваат? А да не збориме евентуално за нивно превоспитување у некој дом. Тоа да не збориме. Ама натаму оди. Ама ова е првото. Зошто и понатаму, зошто ниту едно од тие девојчиња не е избркано од училиштето поради степенот на агресија и насилство кој што го покажа. На таа возраст, тој степен на насилство да го покажеш. Таа желба за садизам, за крв, тоа немање на сомилост, на сочувство. И сите тие се ирџи тамо други девојчиња кои што го гледаат тепањето и никој не мрдаше со прст. Нормално некој исплашени нив да не им се случи истото. Сите тие што толку малку сочувство во траги или ич сочувство, безмилосност, полни со омраза и безмилосност. Тие не заслужуваат ништо друго, освен да бидат избркани од школа. Тие се, значи, не се способни да се социализираат меѓу луѓе. Таквите оштетени индивидуи треба на време да се препознаат, на време системот да ги третира, да ги изолира на страна извесно време и да ги третира.
Не е од дома, пошто дома очигледно ги спуштиле од раце, на страна негде. Како сакате кажете го тоа камп за појма неам, за насилни малолетници, камп за појма неам малолетнички деликвенти, камп наречете го, не мора да е поправен затвор или појма неам што. И не мора да има ни овакво класични затворски чувари, ќе си биде баш као така. Психиатрија, обезбедување нормално и ова она, за да ги спасите на време, ако нешто може да се спаси. Вака, од засилен надзор и од домашен надзор и од ај ќе се правиме ништо не се случило, се враќаме во училишните клупи, ќе глумиме па ученици, ќе ни се случи она што им се случи на србите пред 3 години. Веруете, ќе ни се случи. Ќе влезе некој таков копил или копилка и ќе измасакрира пола клас. И после касно. Ајчо.